Кој е најважниот дел од манифестацијата? Тајната за креирање на реалност. Најважниот дел од манифестацијата, односно од реализацијата на она што ние го сакаме, е емоционалната регулација, односно управување со своите емоции. Зошто е потребно да управуваме со нашите емоции? Секој малку свесен човек знае дека му сметаат неговите емоции. Зошто му сметаат? Затоа што ние сме програмирани уште од мали да ги криеме нашите вистински емоции, да формираме еден вид персона или маска со која што ние ќе разговараме со светот, без светот или другите да открие што на вистина ние чувствуваме. Самата пракса на потиснување на нашите емоции предизвикува тие да одат се подлабоко и подлабоко во нашата подсвест и едноставно многу долги години е потрошено на нивно потиснување. Затоа, доколку сте се нашле во ситуација да извираат кога најмалку очекувате, односно да ескалираат или да експлодираат, тоа е токму поради овој момент. Емоциите се најдрагоценното нешто што ние го поседуваме. Нашите емоции представуваат компас на нашата патека, на реалноста која што ние ја креираме. Ова е особено важно доколку сакаш да станеш креатор на својот живот и да влезеш воопшто во режим на креирање, свесно креирање на патеката по која што сакаш да одиш. Животните имаат интуитивен сигнал, импулс, инстинкт, колективна свест, како сакате наречете го, која што им доаѓа од внатре и они точно знаат кога треба да се преселат на југ, кога да направат гнездо, кога да се спремат за хибернација, кога да ги пуштат младите сами да се снаоѓаат. Значи, животните едноставно како синхронизирано да делуваат слушајќи си во внатрешниот сигнал, за разлика од луѓето, кои што најпоследно се вртат кон себе, кон својата интуиција, затоа што едноставно не си веруваат на себе си, на својот потенцијал, не си го ценат својот потенцијал, не ја слушаат својата интуитивност. И што се случува најчесто? Најчесто луѓето одат, гледаат што прават другите, односно толпата, без разлика што на тој начин се руши нивната уникатност. Луѓето често одат, бараат совети од разни советници, консултанти, не знам, психолози, одат кај поп, кај сите одат, најпоследно се вртат кон себе. За да го управувате својот живот и да делувате во една внатрешна хармонија и баланс и со целиот фокус кон она што го сакате, потребна е способност за емоционална регулација. Во видеово ќе споделам неколку процеси и вежби кои што ќе ти помогнат токму за тоа. И одиме на чекор број 1. Дефинирај кои 3 или 4 доминантни емоции ги чувствуваш во текот на едно секојдневие или во текот на една недела. Дали имаш таква самосвесност за своите емоции? Кои се тие 3-4 емоции во кои што ти поминува секојдневието или да речеме во распон од една недела? Кои 3 до 4 доминантни емоции ги доживуваш? Ако веќе си ме слушал и претходно, знаеш дека овие вежби ги работиме со запишување, бидејќи потребна е врска меѓу раката и нервниот систем за подобар вид, нели, и самосвест за себе и вртење кон себе. И сега да видиме нашите емоции која е нивната природа. Моментот кога ќе ви дојде наплив на емоција. Што прави по инстинкт секој човек?
Некогаш го правам јас. Сега јас побрзо тоа го освестувам, за разлика од некои други, бидејќи имам ментален мускул, што секој може да го достигне тој ментален фитнес. Сега нормално ние повеќе работиме на нашиот физикус отколку на нашиот ментален склоп, но и за тоа нели доаѓа ова време. Што се случува кога ќе дојде наплив на нашите емоции? Најчесто луѓето се вртат кон надвор. Бараат механизам на справување, наместо да се свртат кон себе си. Што се случува? Чувствуваме огромен наплив на нелагодна енергија, емоција од нас, и ние бараме механизам на справување. Што е тоа? Значи, да се смириме на некој начин. И најчесто како тоа се прави? Тие пушачи што се пушачи палат цигара. Тие што конзумираат алкохол, бараат алкохол. Некој скрува. Некој врти по телефон да се слушне со некого за да потисне таа анксиозност. Нешто да се случи од надвор, значи бараме дразва од надвор, за да го свртиме фокусот, за да го намалиме алармот или напливот на емоции од нас. Моментот кога ќе застанеме и кога ќе престанеме да бараме од надвор некаков механизам на смирување, кога ќе се свртиме кон себе да видиме што сака оваа емоција од мене, емоцијата ќе почне да се стабилизира и да се намалува, бидејќи конечно по многу долго време успеала да го сврти твоето внимание кон себе. Емоциите, повторувам уште еднаш, се најголемото богатство кој што воопшто го поседуваме, бидејќи откако ќе научиме како да ги управуваме, значи го нагласувам ова управуваме, бидејќи емоциите не може да ги контролираме, можеме да ги управуваме, а после да преидеме во главната фаза, навигација низ емоциите. Зошто? Зашто емоциите имаат природа на нагорна и надолна линија. Кога ние ќе станеме добри пловачи, да речеме, или навигатори, или морнари низ овие бранови на емоции, тогаш би можеле добро да ги управуваме. Емоциите секогаш се сигнал дека нешто е за нас и нешто не е за нас на интуитивно ниво. Ова може да го постигнеме само на еден начин, доколку се свртиме кон себе. Но сега ќе го поставите прашањето зошто имам потреба јас да се занимавам со моите емоции, кога на некој му оди лесна реализација на животот и покрај тоа што не знае емотивно да се регулира. Ние овде разговараме за квалитет на животот. Ние не разговараме само за остварување на цел, бидејќи можеби и ќе дојдеме до остварување на некоја цел, по некоја цена не е битно, но како ние ќе се чувствуваме, дали ние ќе имаме исполнето стану, кај што ќе завршиме на таа остварена цел. Поентата ни е да укомпонираме баланс и хармонија во нас, со сите настани и реализации во нашиот живот. Значи да почувствуваме и една благосостојба на местото кога ќе дојдеме на остварената цел, остварената креација, остварената манифестација. Навистина не ви треба некоја остварена цел, зашто вие ќе се чувствувате гневно, изнервирано, вие ќе го имате тој предмет или ќе работите на некој идеално работно место, а таму да плачете. Значи, поентата е како ние да креираме нешто кое што ќе биде наменето за нас, а не некоја друга цел или нешто што е неприродно и не е во склоп со нашите емоции, со нашата душа. И одиме на следните процеси и вешби. Чекор 2. Препознаја доминантната емоција и дади нази. Откако ќе направиме листа, каде што имаме 3 или 4 доминантни емоции кои што ги чувствуваме, во моментот кога ќе дојде да го почувствуваме напливот на оваа емоција, во текот на денот или во текот на неколку денови, бидејќи ова е сепак еден вид ментален фитнес, кој што е процес кој што не се состои од еден ден, него е отварање на самосвесност за себе. Во моментот кога ќе дојде напливот на емоции, чекор 2 е следен.
повторно вртење кон себе и давање назив која емоција ја чувствуваме и каде таа живее во нашето тело, од каде таа доаѓа и дали има некоја порака за нас. Моментот кога ќе го свртиме и вниманието кон незе и кога ќе го дадеме навзивот, во момент кога ќе дојде наплив, ја го намалуваме интензитетот на емоцијата, која што буквално не обзема. Чекор 2 е фактички реална примена на се што знаеме досега од претходните минути. Реална примена, реална процесна примена на она што го знаеме. Без реална примена завршува се на теорија, а на крајот, ако заврши само на теорија, а нема примена, потполно е џаве што воопшто запишувате нешто и слушате. Примената е клучот. Мора да се примени ова, за да настане вртење кон себе и запознавање на себе, како ние во текот на денот осцилираме, како ние дозволуваме нешто да не обземе, на кое што немаме контрола, а сега ви се нуди можност тоа да го направите по сосема еден балансиран начин, еден правилен начин, кој што ќе ви овозможи полесно да остварувате цели и да манифестирате. Доколку мислите дека процесот на манифестирање и креирање на реалност е нешто ново, морам да ви кажам дека процесот на манифестација и креација стои уште во древните записи и е застапен во сите религиски текстови. Во Библијата го има и во нашата Библија, по Евангелието на Марко, 11 глава, стих 24, каде што е јасно напишано, затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Во повеќето религиски текстови и древни записи стојат овие процеси, каде што нас ни е дадена божествена технологија, за да можеме да делуваме на реалноста. Инструкциите се дадени, но за тоа треба секој сам да се потруди да се стави во режим на свесен креатор. Буквално насекаде во последно време интернетот е преплавен со разни инструкции, начини, техники, процеси и мислам дека сосема јасно дека еден дел од популацијата е сосема свесна дека може да делува преку својот ум на реалноста и на околностите околу себе. Како вие полесно да дојдете до тоа? Без работа на себе, расчистување со минатото, исцелување на рани, осветлување на сенки кои што ги имаме, многу потешко ќе оде процесот на манифестација и реализација. Реално, секој од нас треба да биде свесен дека посекако креира. Ти посекако го креираш животот. Овдека разговараме за модус, за решение како ти повеќе да влијаеш на околностите и кој тип на активности, на кој начин да ги превземеш и од која позиција ја прави огромна разликата во крајниот ефект. Разговараме за постојана креација, манифестација и реализација на она што го сакаме, затоа што тоа е дел од нашиот живот. Зошто по некоја случајност да не се одвиваат работите? Зошто да се судираме со негативности? Зошто да навлегуваме непотребно во страдање и во болести, кога се сведува само на еден момент, поседување на знаење, како полесно да го направиме тоа. Живееме во една нова ера, веќе зачекоревме во нова ера, каде што луѓето сами меѓу себе споделуваат искуства и навистина сум благодарна на овие моменти во сегашноста, каде буквално сме преплавени со информации, а сега одиме еден чекор понатаму, луѓето споделуваат
во пракса како тоа им помогнало да си направат промена во својот живот. Јас сум Валентина Квантум, автор, ментор, хипнотерапевт, мајка, супруга, предприемач, поддржуваш на гениални идеи и на голем број на мои клиенти. Се надевам дека целото моје искуство, каде што јас грешев, непотребно страдав, секако искуството и страданието и грешките од моите клиенти ќе ти помогнат да искористиш повеќе мудрост од други, а особено ова го правам од мотив за да помогнам на помладите. Едноставно да не одат во некои насоки и да упаѓаат во некои непотребни грешки, каде што некој веќе го изедал патот. И продолжуваме со следниот процес за емоционална регулација. Следниот чекор во процесот на емоционална регулација и способноста за развивање на емоционална регулација е прифаќање на напливот на емоции кои што го чувствуваме. Процесот на прифаќање не е лесен, но не е несовладлив. Потребно е само повеќе пати тоа да го направиме. Најтешко е на луѓето да прифатат дека се такви какви што се, но моментот кога ќе кажете да, окей, во ред, можеби јас имам тенденција на гнев, имам тенденција на караници, имам тенденција на тага, имам тенденција да чувствувам немир или икс други емоции. Моментот кога ќе прифатиме дека едноставно тој наплив го имаме, интензитетот на истиот се намалува. Кога ќе дојде наплив на емоција, потребно е таа да се истражи како одстрана. Нашата свест има способност да се видиме ние одстрана и се што чувствуваме во нашето тело, односно да ја развиеме свесноста. Да ја развиеме свесноста за себе и се што чувствуваме. Знам дека не е секогаш така лесно да се прифати тој огромен наплив, бидејќи некогаш станува збор за нагла експлозија. Доколку настане нагла експлозија, постои процес, ние го викаме секундарно прифаќање, односно прифаќање на оваа грешка која што ние ја правиме. Ке мора да дојдеме до момент на прифаќање на себе си, бидејќи патеката на самоосуда е најлошиот модус што воопшто може да се направи на себе си. Самообвинување и самокритика не вади од ситуацијата и од верзијата во која што се наоѓаме. Значи да повториме уште еднаш. Кога ќе дојде процес да ни се јави наплив на емоции, и едноставно ќе треба да прифатиме да го имаме тој наплив и да истражиме кој му е интензитетот, од каде доаѓа и дали ни се јавува некоја меморија врзана со тој наплив на емоции. Прифаќањето дека имаме наплив, самиот момент на прифаќање дека доживуваме наплив на емоции, ќе има влијание за намалување на истиот. Процесот работете го неколку пати, ќе видите дека повеќе од 60 до 70% ќе се намали интензитетот на напливот и паралелно ќе се оформи свесност, значи ја имаме ние таа лесно, можеме да влеземе во самообзервација, каде што ние сами се наблюдуваме со сочувствителност кон себе, не со самоосуда, со сочувствителност кон себе, дека доживуваме таков наплив и дека сега за прв пат уствари правилно ние фактички учиме како да се однесуваме со себе, а не како што ние до сега кажано и програмирано да ставиме маска и сите емоции да ги потиснеме позади. Овие досегашни процеси кои што се превземени од нашата околина и семејство само не носат во еден правец каде што ние
да страдаме од емоциите, а веќе сите знаеме дека позади сите состојби, дисбаланси, болести се наоѓаат токму емоциите. И последниот чекор од процесот на управување со емоции, сочувствувај со себе, не се осудувај и дозволи напливот на емоции да помине низ тебе. Кога првпат ќе го работите ова, убаво е да сте сами. Ако осетите дека ви доаѓа ескалација на гнев, тага, немир, обидете се да сте сами, да излезете надвор некаде, да излезете од просторијата, едноставно да не ги замарате другите и нема потреба да вовлекувате други во вашето страдање. Секако морам да се оградам дека овие процеси, доколку станува збор за луѓе кои што примаат некоја терапија или посетуваат психијатар, убаво би било да вежба, но сепак само ова не е излез. Ова е еден едукативен програм кој што може да им помогне, но не е единствениот начин за излез од некоја покомплицирана состојба. Јас не сум твој личен терапевт и не можам да ја знам твојата состојба. Сепак споделувам знаење, техники и искуства кои што помогнале на многу луѓе, но за секој индивидуален случај не можам да знам ниту да помогнам таргетирано или кога работам еден на еден со некој, тогаш обрнам посебно внимание и правам кастом, правам вежби наменски за клиентот доколку можам да му помогнам. Секако дека ова не е универзално решение за сите проблеми, но за голем дел од популацијата доколку следи моите процеси, техники и пракси, сигурно ќе има влијание и промена. Особено кај оние кои што работат на себе, се обидуваат да манифестираат, но не сваќаат од каде и зошто не им се остварува реализацијата на она што го сакаат. Процесирање на емоции. За неколку години толку е интернетот препун со техники и процеси, мислам дека сите ќе научиме да процесираме емоции. Значи, поентата е вртење кон себе, седење со емоцијата и дозволување да таа помине буквално низ нашето тело, да не бараме механизми на справување однадвор и да не се обидуваме да внесуваме разни субстанции, некакви споредни, да кажам, механизми на смирување, него да седиме едноставно сами со себе и повеќе да работиме на себе и на својата самосвест со цел овој процес да оди полесно. Секако ова се што го споделив е за оние кои што веќе инвестираат во себе и веќе работат на себе, бидејќи сепак сите процеси што ги објаснив можеби да се несватливи за некој кој што првпат го гледа ова, можеби ќе му треба некое мало прецнаење и затоа ги направив оние 3 видеа кои што е на некој начин на бесплатен дигитален курс, каде што може малку, нели, да почне од некаде да вежба и да работи процеси кои што ќе му помогнат да го развие сопствениот потенцијал. Ова ништо не е топла вода, методите се квантни, ние ги велиме квантни, инаку во некои подамнешни времиња, каде што цивилизациите биле поразвиени него сега, каде што живееме во моментов, ги има сите овие техники, хипнозата, да речеме, која што јас ја работам, ја пишува и во санскритот, така да сепак би требало да бидеме благодарни што во овој момент живееме во период кога интернетот на вистина ни нуди пристап до вакви неверојатни информации од непроценлива важност за исполнување и благосостојба на нашиот живот и некако подигање на нашите стандарди и вредности и да слушнеме нешто поразлично од тековниот мејнстрим и што ни се нуди, ни се сервира по нашите мрежи. Се надевам дека
Ке ми пишете во коментар што ви остави најголем впечаток. Јас посебно внимание обрнувам на коментарите и го читам секој ден ваш коментар. И секако ги очекувам таму и вашите прашања и предлози и ќе се обидам на најдобар начин следните видеа да послужат во ваша корист. Имајте убав ден.